Земјоделците го плаќаат цехот заради немање влада од последните избори. Ја почна новата производствена сезона, но субвенциите од минатата година не им се исплатени. Ристо Велков од Синдикатот на земјоделци тврди дека дури 80% од фармерите не ги добиле субвенциите, што е апсурд, бидејќи законот налага истите да се исплатат во тековната година. Барем 80% што се однесува за субвенциите од 2016 година не сме ги добиле. Иако законската регулатива вели да член 61 став 2 сите субвенции кај оние земјоделски производители кои аплицирале на база земјоделие треба да ги добијат во тековната година. Од Синдикатот на земјоделци велат дека државата со недомакинското планирање ги остави на цедило фармерите. Ако имало пари за секакви тендери, власта требало да мисли и на земјоделците. Еве сведоци сме колку тендери се извршени, колку задолжувања за некои си проекти, а кога станува збор за нашиот земјоделски производител нигде не се спомнува. Мислам тешко ќе се справува нашиот земјоделски производител со почетокот и со стартот на новиот циклус на производствената година, а ќе бидеме сведоци дека се поголем број на површини нема да бидат засадени со земјоделски култури. Се додека нема влада, платежната агенција нема да врши исплата на планираните средства бидејќи законот за избори не дозволува. Министерот Михаил Цветков најави измени на законот за избори со конституирање собрание да се откочи исплатата на субвенциите. Собранието мора бргу да заседава, значи новиот состав, и доколку сака да помогне на земјоделците, клучот е кај нив. Ние како министерство реков, дадовме предлог, доколку се тој прифати предлогот, веднаш ќе се отпочне со исплата на субвенции. Не ни треба нас и влада, не ни е потребна влада, бидејќи собранието треба се конституира, да се избере председател и да првата седница може законот да помине. Нема да чекаме ние јуни. Според последните информации, приближно 60 милиони евра стојат неисплатени на име субвенции кои земјоделците ги очекуваат со нетрпение.